Почитувани сограѓани, по 2 години го изразуваме нашето задоволство што го поддржавме кандидатот кој работи одговорно, транспарентно и самопрекорно во интерес на сите граѓани на Кочани. Задоволни сме со тоа што сме на прав пат. Изборната програма со која настапивме заеднички е реализирана со 90% и тоа за 2 години. Повеќе од 8 милиони евра надвор од општинскиот буџет се наменети за инфраструктурни проекти, нова градинка, реконструкција на Белин Мугри, мултикултурен центар, изградба на патот Пониква, планинарски дом на Пониква. Изградени се нови улици во градот и населените места. Но некој постојано се обидува да го негира тоа. Кочанското ДПМН бара обнова. Обнова на криминалот, на нелегалната трговија со градежни парцели, започнувањето брани без градежни дозволи, на вработувањето на снаите, керките, сопругите, внуците и во администрација, луксузирањето со скапи службени автомобили. Тие бараат обнова на школскиот автобуски превоз со авионски цени. Некој да си ги полни джебовите од парите на граѓаните. Бараат обнова на тоталитарниот режим во кој сите тие градеа палати од парите на граѓаните. Парадоксално е што на пресконференцијата на ДПМН се наоѓаат и членови на Советот на општина Кочани и поранешни директори, кои во овие 2 години како градоначелник Никола Чујлиев добија асфалт на улиците и на тротоарите пред своите домови. Зошто мижат пред сработеното? Зошто членовите на Советот од ДПМН не гласаа за новата детска градинка? Каква иднина на децата од Кочани им посакуваат? Зошто на некој од овие членови им пречи реконструкција на ски лифтовите во Пониква? Колкумина фотографирани на вчерашниот прес се кријат, свесни се за она што се говори дека е сеење магла. Страв од реализираните проекти на Никола Чујлиев и СДСМ, на како на локална власт, така и на централна. Граѓаните ја гледаат разликата. Тие знаат, на прав пат сме.